Почитувани почнуваме со Црвена линија. А денеска во Црвена линија ќе ја презентираме фанфари за еден пријател и тоа во 4 чина. Диригент Зоран Љутков, солист Мустафа Имери, концерт на труби во Влен и ДПМН МОЛ. Ова е приказна за тоа како еден министер за култура одлучил дека културата на почитување на законите е непотребна. Прв чин. Конкурсот, кој не беше конкурс, Министерството за култура објави отворен конкурс за директор на Филхармонијата. Условите – чиста документација, искуство, програма. Но како што ќе видиме во првиот чин, овие услови биле само декорација. Втор чин. Главниот актер влегува Мустафа Имери, тенор и професор по пеење. Проблем? Не. Не ги доставил сите документи, но имал нешто посилно – партиска книжка од Влен. И како што изјави вице-премиерот Меджити, ова ќе се освири во ДПМН и Влен МОЛ. Трет чин. Протестно интермецо, вработените во Филхармонија, кои не сакаат да бидат статисти во фанфари за еден пријател, одлучија да протестираат. Направија концерт пред Министерството свирејќи ја Кармина Бурана. Символично? Да. Ефективно? Не. Министерството одговори со познатата фраза «Се е според закон». Четврт чин. Министерската комедија. Кога новинарите прашаа зошто Имери бил избран иако немаше комплетни документи, одговорот бил «Најдобра програма секогаш победува». Сериозно, дали некој верува дека во државава, каде што партиската книжка е најважниот документ, програмата е клучен фактор? Епилог. Дали ова е дел од познатата департизација што ја ветува или отворено признание дека партиската лојалност е на це? Како ќе функционира Филхармонијата кога нејзиниот директор е избран според партиски критериуми? Филхармонијата го изведе вчерашниот хуманитарен концерт за жртвите од Кочани. Нам ни останува едно прашање. До кога културата во Македонија ќе продолжи да биде политички инструмент? Тема – избор на директор на Филхармонија, музичка или партиска одлука. Тоа е и централната тема во денешно издание на Црвена линија, но и подсетување задолжително да не заследите на Инстаграм. Тоа значи да кликнете на профилот на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија. И на двата профила на Инстаграм стори објавена денешната анкета на Црвена линија, а во неа ве прашуваме: што мислите за назначувањето на новиот директор на Филхармонија? Јас верувам ќе можеме да им покажеме и на гледачите како тоа изгледа на Инстаграм стори. Ете така, и како што гледате имате две опции за одговор. Едната опција е под А. Дали е всушност назначувањето законски исправно и оправдано, и под Б само политички договор. Кликнете на вашиот одговор, а секако резултатите ќе ги споделиме некаде конкретно во издание и тоа пресметани во проценти. Пред да почнеме со дискусијата со вас, да го погледнеме и прилогот на Сотир Трајков. Синдикатот на Македонската филхармонија ќе бара кривична одговорност за министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Ова го соопштија од синдикатот на најстарата национална установа од културата, откако вчера со подпис на министерот за директор на Филхармонија е назначен Мустафа Имери, тенор и професор по соло пеење во Средното музичко училиште во Скопје. Од Филхармонија велат дека одлуката на Љутков е потврда дека во оваа земја не се почитуваат законите, дека продолжуваат да се спроведуваат конкурси на нетранспарентен начин и дека партиска книжка и договор се единствена валидна референца за добивање раководни позиции. Љутков донесе политичка наместо правно издржана одлука и наместо да го дисквалификува, тој реши на незаконски начин да го назначи за директор кандидатот кој на конкурсот не ги достави сите потребни документи и со тоа ги прекрши условите пропишани во Законот за култура и во самиот конкурс. Затоа вработените ќе побараат кривична одговорност за министерот Љутков, кој наместо да ги почитува законите, реши до крај да го истера меѓупартискиот договор меѓу Влен и ДПМН.
На филхармоничарите, како што велат, не им е важна етничката припадност на Имери, туку неговиот капацитет и способност да раководи со оваа институција. И ги осудуваат националистичките изјави на порталите, кои што пред да биде донесено решението за назначување на кандидатот за директор, пренесоа дека тој ќе биде прв албанец на чело на институцијата, чии врати досега биле херметички затворени за албанците. Од Синдикатот на филхармонија најавија прекин на работата и протести по одржувањето на хуманитарниот концерт утре вечер, чии средства од влезниците ќе се донираат на семејствата на загинатите и повредените во пожарот во Кочанската дискотека. За одлуката Имери да раководи со филхармонија, од институцијата предупредуваат уште од минатиот месец преку протести и соопштенија. Телма испрати прашања до ресорното министерство за овој случај и очекуваме одговори во текот на денот. А сега ја започнуваме црвена линија токму со вас. Почитувани, секако за да учествувате во контактната емисија Црвена линија, доволно е да го завртите нашиот веќе добро познат телефонски број 023070005, го гледате и на екраните, но од технички аспект, како и секогаш ве замолувам, прво што треба да сторите е да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Ова особено важи можеби за оние, ќе ни биде драго да имаме меѓу вас некои кои што еве за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија и тоа во Црвена линија. Подсетуваме дека за учество во Црвена линија секако можете да учествувате и преку коментари и споделување, но тоа на социјалните медиуми, поточно на нашиот профил Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Објавена е темата и секако кога веќе зборувам за Facebook, еве и како изгледаме таму. Секако коментарите ќе бидат читани меѓу вклучување на гледачи. А еве Црвена линија како изгледа на Facebook. Тука прашуваме избор на директор на филхармонија музичка или партиска одлука. Продолжите да пишувате коментари, ќе ги читаме, повторувам, меѓу вклучување на гледачите. Ја почнуваме Црвената линија со вас. Добар ден. Да, добар ден. Па еве избор на директор на филхармонија според вас е музичка или партиска одлука? Поздрав до вас, Тина, и до телевизија Телма. Големо благодарам. Оваква работа ми се случува 30 години кај нас. Ова е партиска задача и јас не знам до кога ќе го уценуваат нашето раководство во Република Северна Македонија со вакви недолични работи. Еден обичен театарски актер кој го постави министер, сега си прави на некој начин некоја своја идеологија. Не знае, никој не може да каже, затоа што во филхармонија нека кажат колку има вработени албанци, нека кажат колку има вработени турци, колку има роми, колку има босачи. Прво и основно, не може фирма која што е целосно македонци, и сега ти да му внесиш партиски човек од влед. Чекайте, што е ова? Када сега премиерот да превземе мерки против овој министер? Зошто сега да предизвикаме ние во нашата филхармонија некои ексцеси, да протестираат, да не работат и така натаму? А тоа не е наше дело, не е дело на некого си. Затоа, нека се соземи министерот и што побрзо го разреши тој назначен директор, топ. Благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Секако станете со нас. Уште една напомена во продолжение. Пред да продолжиме со вас, внимавајте и тајмерот, одбројува 90 секунди, а особено внимавајте на етиката и правилото на Црвена линија. Се разбира да нема употреба на погрдни зборови, пцости, вулгарности и секако не говор на омрза и говор кој што алудира на насилство. Ова правило важи и за пишувањето коментари, бидејќи навистина ќе сакаме секој еден коментар да го прочитаме, но доколку не се почитува ова етика на Црвена линија, секако нема да бидат прочитани таквите коментари. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Слушаме? Да, повелете. Видете вака, која се конкурира
Ме слушате? Да, продолжете. Кога се конкурира на конкурс, треба да се дадат сите документи комплет. Некомплетните документи за едно работно место се изфрлаат од игра. Треба да бидат сите комплетни документи. А на зашување на еден прв човек на таква јака институција, ја не можам да разберам под некоја друга ингеренција, да, тој ќе биде и никој друг. Имаме многу поспособни луѓе во тие. Прво што каже, преку не се само албанците, имаме и други националности тука што ги стварно вредат. Прво било затворена завеса, значи сегде ги има. Еве земаме нивната во општина, колку има македонци вработено таму? Нема ни 10%. Во Газибал. Или во Чај. Нема. И кажем отворено. Се нешто малку кратко, ти не ќе ми извиниш, малку надвор од темата. Дали ќе сакате вие како куќа да ставите на тема на расправа за водоснабдување по селата? Јас од Кучково ти се јавувам, затоа што 7-8 месеци ке вас сакам да добијам некој термин да го изјасниме тоа. Дека немаме вода за пиење 65-6 викендици. Има направено елаборат, градоначалникот тапка во место. Дали ќе сакате вие тоа да го направите, да го ставите на дневна тема? Ви благодарам многу. Благодариме што дадовте одговори на темата за која што зборуваме, а секако Црвена линија ќе ги земе во предветива и вашите сугестии околу разработување на ваква тема. Но да се навратиме на нашата централна и главна тема во Црвена линија, тоа е изборот на директор на Филхармонија. Според вас, почитувани, дали е тоа музичка или партиска одлука? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. На телефон Костов Бургов од Струмица. Голем поздрав и до струмичани преку вас. Мислам, Тина, партиски се определо. Кој власт да дојде, ќе го одберат. Треба, например, не би требало партиски. Филхармонијата е голема институција. Би требало да одбера кој е соодветен за оваа функција да се врши работата. А не, јас се занимавам со музика и мене ма шуткат многу од луѓе, не луѓе. Имаме многу во песна направено, 2 солзи замрзнати, мислам од ќе биде хит оваа песна. Иако не би требало, така и тука нашиот Антон Панов, лани кога беше СДС, одбра несоодветен, па после штрикува, па стави соодветен, така и со Филхармонијата. Не би требало Лутков да го смена минатиот што беше на Филхармонијата. Има многу незадоволство. Филхармонијата е број 1 во Македонија. Не би требало, да ти кажем искрено, без разлика кој да дојде партија, кој е најдобар, нека си ја врши функцијата колку време треба да си ја врши својата функција. А еве, до кога културата во Македонија според вас ќе продолжи да биде политички инструмент? Додека партиите се препокуваат еден со друг. Иначе јас сум со музиката се занимавам многу години, мене ме понижуват, ме отфрлуват, како да не постоам. Иако направив 40 песни од луѓе, не луѓе, и толку сум крив, кога бев на ја имам. Благодарам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму, секако останете со нас, допрва ќе вклучуваме гледачи, еве и ги охрабрувам сите оние кои што можеби и како имаат одговор на денешното прашање, директно и можеби за прв пат да се вклучат во контактна емисија, како што е Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Па господине Љупче, еве според вас ова е музичка или партиска одлука? Кафанска. Гледате, дека кафаната е школа на животот и дека ако сакате да успеете во животот, мора да почнете од кафана. Он го следел српскиот пример на српските звезди и така човекот почнал. И он од кафана и гледате до директор станал. Па талете вие више школо. Кафана. Без кафана ништо. Гледате како ги лепи парите на микрофонот. Исто ко србите. Од кафана во фотеја. Што знаете, италијаните има една чичулина и оние направија пратеник. Па зашто не е некои кафански пејачи да не ги преме директори? Мислам, знаете што, се знае дека ова е партиска одлука, меѓутоа ја немам ништо против. Лутков знае што прави, Мицковски знае што прави, така да добро ја тераат, нема проблем. Меѓутоа ова е добар пример од кај се стига од кафана на директорско место. Бадијава деца си ја тепаат главата по школите. Жив пример, доказ, изволте, на дело. Толку пријатно.
Благодарам ви за толку. Секако останете со нас и слушнете и останатите гледачи каков одговор ќе дадат на прашањето изборот на директор на филхармонија дали според вас е музичка или партиска одлука. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, во случај јас не знам кој е порезил. Дали министерот, дали општо целата влада, или пак нивниот договор, мислам, коалиционен договор. Тука постои коалиција. Тие се во коалиција со Влен. Или пак овој што прифати да биде директор на филхармонија. Јас го видов малце на Фейсбук, дали е карикирано нешто или е нешто. Човекот е за кафански пејач, не е за да командува една таква институција како што е филхармонија. Филхармонијата е сепак нешто сериозно, не е роке мандолјене. Значи, е навистина нешто представително за држава. Пред филхармонија се појавиле и други, и оперски пејачи, и што ти ја знам, излегуваат разноразни уметници, така да, еве го, прошлиот и Доминго беше, значи, тука, така да нема. Ке подсетам да се внимава на тајмерот. Гледачот верувам дека е запознаен со тоа, бидејќи и редовно и не следи и активно се вклучува во сите наши дискусии. Но евентуално нека биде и напомена за останатите гледачи. Го објавуваме тајмерот, 90 секунди е едно јавување. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Ве слушаме во црвена линија. Сте, повелете. Поздрав до сите. И да ви кажам дека многу внимавам на тајмерот. 90 секунди се толку се тие, што да внимаваме да не внимаваме. Така, се трошат брзо. Дали се слушаме? Да, не ви ги арчам секундите. Еве, каква е според вас оваа одлука, музичка или партиска? Сега ќе ви кажам како е. Пред еден ден или два, вице-премиерот Меджити, значи, соопшти дека тоа е меѓупартиски договор. Што да правиме ние се, што да мислиме? Ја не знам тој министерот како може со вакви изјави да изгледа, дали има советник некој да го посоветува. Значи, Меджити ни кажа дека е меѓупартиски договор ова. И сега што е? Ја не знам како не рачунаат нас народов ние на што уопште дали не рачунаат за нешто, дека имаме своји размислувања, дека имаме мозок, дека имаме све. Ова е чисто партиски договор, изјава на вице-премиерот Меджити на една национална телевизија. Значи тука е одговорот завршува. Партиски е договор. Фала и пријатно. Благодарам. Пријатно. Секако еве дадовте одговор дури и помалку од предвиденото време. Но што е тука мора да ги укажуваме правилата, се разбира, за да бидат добро запознаени гледачите. Тоа е и наша должност. Продолжуваме понатаму, сега веќе ве префрлам на Фейсбук. И еве ќе подсетиме како изгледаме таму. Црвена линија прашува и тука избор на директор на филхармонија, музичка или партиска одлука. Дали ќе постои можност да им покажеме на гледачите, бидејќи продолжуваме со читање на коментари. Ќе почнеме со коментарот на Лачки Тодор, кој што го напишал следното. Контролиран хаос, ако сакате, прочитајте го ватина, ако мислите дека е несоодветно за емисија, зачувајте го за себе, затоа што дојдоа некои такви времења. Сушно станува збор за текстот Ноам Чомски, односно 10 стратегии за манипулација со луѓе. Ова оставам на сите оние кои што не следат, еве, да го прочитаат она што го напишал Лачки Тодор, додека Миле Атанасов напишал: секаде имаат раце ставено, овие од СДС не им одговара да ја напуштаат комоцијата, обвинителството, судството. Филхармонија, ССМ, што е следно? Благодарам за коментарите и една исклучително важна напомена, бидејќи
се појави таков коментар, внимавајте на употребата на зборовите во опишувањето, односно во коментарите, и под внимавање мислиме на културата во изразувањето. Значи, изоставете ги пцостите, погрдните зборови, секако отсуство на говор на омраза и говор кој што алудира на насилство, за да можеме впрочем и да ги читаме коментарите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Во врска со овој изборот. Да. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Да, го намалив. Ете така, продолжете. Па вака, сакав и ја да се изразам за изборот на овој директорот. Ова е чиста партиска поставеност, пошто така ни е државата и такви ни е избор на државата. Ало, ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме цело време. И нема да се чудиме, секогаш била така и така ќе останат. Изборот е чисти партиски, иако човекот што е избран нема врска со директорувањето на ова филхармонија, како ја нарече. Еве, според вас, до кога културата во Македонија ќе продолжи да биде политички инструмент? Културата ќе продолжи да биде вака све док дојдат нови сили, млади, кои ќе размислуваат за државата, за интересите на граѓаните и така натаму. А дури имаме вакви партиски. Големо благодарам што ги споделивте вашите видувања и ставови со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Нашиот број е 023070005. Црвена линија денес прашува: избор на директор на филхармонија според вас е музичка или партиска одлука? Што меме веќе ги гледате коментарите, ова се и коментари кои што пристигна на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија објавува темата. Ке почнеме со коментарот на Маријана Деловска, која што напиша: Македонија стана пародија, така и медиумите ја пренесуваат. А да истражите колкава е загаденоста кај Крива река и дали зеленчукот покрај Крива река и житните култури смеат да се јадат, дали има цијанид во нив. Благодарам, Маријана, за коментарот и секако во и телевизија Телма се разбира истражува на оваа тема, од која што побаравте од Црвена линија, така да ќе дојде најверојатно ден и Црвена линија да ја постави. Но денеска конкретно сме со прашањето изборот на директор на филхармонија. Дали според вас е музичка или пак партиска одлука? Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит и до вас, повелете. Да фрлам ја два-три лафача, вика старите пред викендот. Има една народна македонска песна, вика: што ти се чинеше кога се мажеше? Што мислеа тие што гласа за ова власт, дека така све гладко ќе оди? Па све тоа партиски. Тие државата сменија, закони сменија што не му одговара на народот на македонскиот. Никој не одговараше, трагедија се случија. Тоа се знаеше, јас сум го рекол, вреди е тројански коњ. Ако ја знае историјата некој за тројански коњ, што е добро, ако не, во друга прилика ќе ме објаснам. Што се чудиме се во филхармонија го ставиле? И што? Ќе го сменат Лутков? Нема. Тој ќе се биде, овие ќе си држат концерт пред залата, путер ќе му текне, ади ќе одиме на площадот, ева. Решење чаре и на гледачите ги сугерирам да кажат: од ова држава ништо не бидува, се додека се овие три партии на власт. Само помош од Словенија, начинот, моделот како се работи во Словенија. Ни не партизан ќе има, ни партиски одлуки, ни ништо. Законот, конкурсот, има диплома за тоа директор.
Иначе вака уште многу теми ќе се поставувате, уште теми ние ќе се избориме, а решение никако нема да има. Бидете поздравени, добар викенд, све најдобро. Благодарам, бидете поздравени ви. Сега кога останете со нас и догледајте го во издание на Црвена линија. Се со цел да ги слушнеме останатите гледачи во Црвена линија во функција на граѓани. Каков одговор ќе дадат на денешното наше прашање, а тоа е избор на директор на Филхармонија, дали според вас е музичка или политичка одлука, односно партиска. Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме, нели? Да, повелете. Види сега, ја не знам до сегашниот директор кадар на која партија е или кој го има номинирано за да биде директор. Али ја како што имам разбрано, овој сега што бил кандидиран, бил од Влем, како го вика тоа. Знам, не беше знам, другаче, добро. Бажно Влем беше така на нивно. Добро. Ја имам разговарано с една професорка на баш за опера и филхармонија, професорка е, значи, и вика дека човекот, ова пази, ја не сум за оваа партија, за оваа постава сега што е владина, нити за Влем, нити за ВМРО, нити за СДСМ, значи не можам биолошки да ги сварам, нити дуи сакам ништо, али жената искрено си кажа, вика човеков е дали бил сопран или мецо сопран бил оперски пејач нешто. Овој сега што го ставаат новиот. Па ако е професионален со работата, а веќе се работи за филхармонија, значи бајда нема некој конјушар да донесат или некој налбат да биде главен на филхармонија, значи сепак треба да биде од браншата. Може греша, може не. Али од господјата вчера што разговарав беше доста сопофолни зборови. Благодарам и вам за вашите зборови во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Денес главна тема во ова издание е изборот на директор на Филхармонија. Црвена линија ве прашува дали според вас е ова музичка или пак партиска одлука и до кога културата во Македонија ќе продолжи да биде политички инструмент. Меѓу другото, на некој од вас секако ќе го поставиме ова прашање, што мислите за назначувањето на новиот директор на Филхармонијата, дали според вас ова законски и исправно и оправдано, или пак под Б, како што стои во анкетата на Црвена линија на Инстаграм, е само политички договор. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ти на Игор од Вицела. Голем поздрав до вас, Игор. Па еве според вас, каква одлука е ова? Јас мислам оти... јас сум талент по музика, чистев дома, чистев дома, па размислив да се јавам. Мислам оти ова не треба толку да биде политичка, филхармонијата партиска одлука, туку дали се партиски музичарите или не, јас не знам, или директоро, или филхармонијата, но не треба толку да се меша. Ете, например, нека бидат во партија, но не треба и да бидат и да не треба. Тие се висока школа, тоа е висока школа во Битола, висока школа која ќе му смета партијата, ќе му не смета, туку тие се таленти, сите се таленти на музика и музиката е нормално во Македонија, нормално во сите држави, и во Македонија да има музика е убаво, но дали партиски јас не знам дали партиски, јас мислам не треба. Благодарам, Игор, што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. И вам ви порачуваме да останете со Црвена линија. Еве што напишал на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија редовно ги објавува темите, па така и оваа денешна. Јаким Челиев напишал: зар има некоја институција што не е партизирана? Така беше во времето на претходната власт, така е и сега, затоа во државата ништо не функционира како што треба. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, ве слушаме, повелете. Јас прво ќе кажам дека
многу пати су го тоа потенцирали и сега ќе го повторам. За секое работно место прво треба да постои конкурс, каде ќе постојат услови кои треба да ги исполни одредена личност, значи дали има образование, дали има пракса, дали има афинитети кон тоа образование, кон таа струка и сето тоа, значи и на крај ќе се направи преглед дали сите тие кои што конкурирале, значи ги исполнуваат тие услови. Ако некој му фали и еден документ, тој значи се исклучува од тамошното надпреварување. Значи сите оние кои имаат валидни документи ќе се прифатат и ќе се изберат оние кои што се со најдобар резултат и одговараат на бараните услови. Се овдека мене ова сегашна власт, толку многу ми боди очи, да речеме еден врвен политичар, врвен професор на одреден факултет, со докторат, да употреби збор, ќе ги извадиме ако треба за уши. Второто негово лошо кажување, со лешинари, со не знам какви, која е тоа нивна култура, нивно образование, стекнато високо образование. Дали требаме од нив да бараме да имаме вистински избор на одредени. Внимавајте само на времето, 90 секунди, но и благодарам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме на 023070005. Добар ден. Добар ден, Тина. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Па и како ви се чини, каква е ова одлука? Музичка или партиска одлука? Партиска одлука, нели штрајкуваа претходно од Филхармонија, кога имаше најава дека ќе биде сегашниот директор што е назначен, а истото вице-премиерот Изет Меджити 2024 година гостување на една телевизија истото го кажа дека према дилот најверојатно Филхармонија им припаднал нив на Влен. Сега се прашуваме како ние ќе го смениме системот. Кој систем ќе го менуваме? Ние го надградуваме системот на полошо. Да не употребам да не ме исклучите кафански певач, ако треба да биде директор на Филхармонија, па онда што остана за даје? Според вас име до кога културата во Македонија ќе продолжи да биде политички инструмент? Па јас мислам дека во Македонија повеќе тоа би го нарекол не култура отколку култура, затоа што во политиката треба да ги тргне рацете од културата. Да поставува на секое место соодветна личност што ги исполнува сите пропишани услови со закон. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам и за учеството во црвена линија. Продолжете да не гледате. Ме префилам на Facebook, поточно станува збор за профилот на Телма телевизија, бидејќи под објавата на нашата тема има поприлично доста коментари. Ќе го прочитаме и коментарот на господинот Ацо Лазаровски, кој што напишал 100% партиски. Уште таму нема директор, сега ќе почнат и таму да примат само партиски луѓе од Влен. А црвена линија и во живо и денес во ова издание прашува: изборот на директор на Филхармонија е според вас музички или партиски избор? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Само едно брзо прашање, времето да не ми оди. Ало? Ве слушаме. Албанец овај македонец директоров? Албанец, добро, од Влен и... Албанец е? Добро и? Чим е така, значи одиме напред, сега ја би предложил попот да се измери во џабијата, а оđата да дојде. Ова е гледач кој што редовно не следи и тоа знам дека и редовно учествува. И не знам од каде него запази правилото, односно етичко правило, ќе напоменам на црвена линија, а во тој случај црвената линија веднаш се активира. Значи, црвена линија, еве, ако вака звучи полесно,
но може би погрубо забранува употреба на погрдни зборови, на вредливи зборови, зборови кои што лудираат на национализам, говор на омраза и насилство. Но сега го цениме кога ги споделувате вашите размислувања и ставови, а се држиме до културата и етиката и секако нивото, бидејќи и да сте гневни и револтирани, тоа го знаат голем дел од гледачите и како можете да го пренесете вашето мислење без нели да се користат вулгаризми, национализми и говор на омраза. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Многу голем поздрав од Битола Тина. Благодарам многу. Јас ќе ви одговорам директно на прашањето, секогаш било партиски ќе биде до крај. Ова е секогаш вак. Сакам да ве замолам нешто, ако можете да сторите. Битола наша се наоѓа во тешка состојба затоа што ќе ли отворат депонија покрај рудникот што го имаме рек. Толку луѓе се оболеа од рудникот, сега уште од 18 општини ќе ни носат ѓубре. Од 18 општини, верувајте, дали можете нешто да сторите во емисија или некој да кажи, ќе ве замолам, така мислам културно, фино, ако некој може нешто, извинете што го барам ова од вас. Сега кој јавност е веќе знаена со тоа што го споделивте во Црвена линија, што се однесува до темата, она според вас, дали ви се чини дека некогаш културата ќе биде ослободена и ќе престане да биде партиски инструмент? Многу ви благодарам. Дали се слушаме? Се исклучи гледачката. Благодарам еве што споделивте со јавноста, всушност дадовте една ваква информација. Секако ќе биде земено во предвид ова што го кажавте, а ние се враќаме на она зашто централно изборуваме денес со вас, а тоа е изборот на новиот директор на Филхармонија. Почитувани, дали според вас ова музичка или партиска одлука? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало, добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Вака, партиска е, се разбера, уна за 30 години, сите директорски меса, дури раководители и началници се поставуваат партиски. И се додека и на последното, најниското работно место се е партиско, дури и чистачка, и курир, и портир, нашава држава ќе иде назад и затоа дојдовме до ова дереже. Додека беше Југославија, имаше закон и имаше кадрова служба, па после се викаше човечки ресурси, персонална служба, па човечки ресурси, меѓутоа имаше закон и имаше критериуми, огласи и конкурираат сите вработени и од сите што се комплет документација што има поднесена според огласот, се правеше ранг листа и добиваше во работното место оно што навистина е квалитет. И затоа не идеше државата напред, а сега иде назад и назад и назад и од ден ден се полошо. И сите овие нефрити и неволји што се случуваат во нашата држава и уште понатаму најверојатно ќе се случуваат и затоа младите. Благодарам еве што ги споделивте вашите ставови со и гледања со нашите гледачи. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Севаме од Охрид. Поздрав до Охриѓани, повелете. Избор на директор на Филхармонија, музика или партиски, била каква одлука, не се согласувам со тоа, бидејќи ние сме сите ожалени, цела Македонија. Моите да е оваа тема да ја префрлите за неколку 2, 3, 5, 6 недели, додека луѓето не се согласуваат. Ова е жален ден за
за музика и хармонија не е ред да го поставите. Зборуваме за поставување на директор на позиција, челник нели на филхармонијата. Дали според вас оваа одлука е музичка или партиска? Ова е партиско све. Тоа е партиско и ви благодарам и за она што сакам да го кажам, го кажам. Добро, го цениме тоа што го кажавте. Еве и да прашаме според вас, постои ли некој временски период каде што ќе престане културата да биде партиски инструмент? Тоа не знам, тоа има такви институции што ќе го одреде тоа. Јас не сум достоен да го кажам тоа. Пријатно се најубаво. Пријатно се најубаво, благодарам еве што укажавте на вашата забелешка, но денес Црвена линија не зборува за музиката, туку зборува за состојбата за ново назначениот директор на филхармонија. Ке подсетиме, денеска темата е едноставна и прашањето дали ваквата одлука според вас како граѓани е музичка или партиска. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Не знам, би рекол сувишно прашање. Денеска све е политички, све е партиски одлуки. Така да, не знам, ово у недоглед е. И понатаму ќе си продолжи, се прават коалициите овие, се ставаат партиски луѓе кои ни 50% не одговараат на според критериумите. Така да нема едноставно партиски и без разлика дали е одговара или не одговара, ќе продолжи понатаму назначување директори и на јавни установи, без разлика дали се од културата или од било кој сектор на живење, одлучува политиката. Има, до кога според вас спомнавте недоглед, така ќе остане во недоглед или еве постои нека временска рамка каде што културата нема да биде партиски инструмент? Реков јас, ни културата нема да биде поштедена, ни било кој сектор. Значи, у недоглед, додека имаме оваква Благодарам за одговорите и секако за учеството. Останете со нас, продолжуваме и понатаму, верувам дека имаме гледачи на телефонскиот број 02307005. Задолжителна напомена, особено ако ве за прв пат се вклучувате, ве молам намалете го тонот на ТВ приемникот за подобро да се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте? Дали се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Добро. Вака. Ако ве рачунаме за озбилен медиум, би требало прво, кога ја отварате темата, да дадете основни информации за што се зборува, за да не биде јавноста обмамена. А од кога не гледате? Почетокот од кога ви е? Сега да ве замолам да не ме прекинувате. Аха, добро. Значи, морате да кажете директорот дека е тенор, дека не е кафански пејач, дека има 15 години работно искуство некакво. После тоа можеме да дебатираме. Во Македонија, сите директори, секаде и сега не на филхармонија, се именуваат партиски. И тоа сте должни да ни го кажете. Министри кај нас во оваа држава 30 години, министер за армија беше историчар на уметност, да не набројува. Би било добро, како медиум, тема да земете озбилни, активни, сега вклучувачки, како она што ви ги посочија сега неколку за крива река или за загадувањето во Битола. Вакви теми, без вовет, каде што не кажувате ништо, а на некоја друга врата ја водите темата, не е добро. Иначе, партиски се секогаш. Сите директори до сега се избирани партиски. Само
Ева, ако е полесно на гледачката, ово особено добро го знаат гледачите кои што не следат од самиот почеток. Можете и визуелно да видите како изгледа воведот на црвена линија и бидејќи ќе одзема многу време на гледачите да го споделам повторно, еве ќе потсетиме дека денеска во црвена линија ја презентираме фанфари за еден пријател во 4 чина, диригент Зоран Љутков, солист Мустафа Имери, концерт на труби во Влен и ДПМ на Емол. Ова е приказна за тоа како еден министер за култура одлучил дека културата на почитување на законите е непотребна. И потоа нели ќе се префрлам до оној дел каде што забелешка имаше гледачката. Секако ќе споменеме дека во вториот чин од ова фанфари за еден пријател. Во вториот чин главниот актер напоменавме дека е Мустафа Имери, тенор и професор по пеење. Проблем не, но не ги доставил сите документи, но имал нешто посилно, партиска книшка од Влен. И како што изјави вице-премиерот Меджити, ова ќе се освири во ДПМН и Влен Мол. Трет чин протесно интермецо, вработените во филхармонија и така натаму. Така да, жал ми ако гледачката не се вклучи во црвена линија од самиот почеток, а веќе кога продолжуваме со црвена линија, целата е временски одвоена за гледачите. Така да, и како имавме вовет и укажавме на се она што не забележавте. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Јас за бед како вас, ако не гледал одпрво, немаше не да ја објаснува. Крај на муабетот. Ти не што гледала, па се уклуче. Што сакам да кажам? Ова е партиска работа и секој така постојало. Меѓутоа, замислете, имавме една влада претходна кај што се играше фудбал, на темата сум, кај што се играше фудбал, па кошарка, па торти, па пушење пури, цигари, таа си ојде. Така и ова ќе си оди. Што мислите? Како дојде, така ќе си оди. Како е дојшовме? Рака му е појќена на гласање да си суши. Толку сум изнервиран, ко ќе очекувам нешто. Сега, што сакам да кажам? 2001 ние, од тогаш требаше ВМРО и СДС да размислат каде не водат. А јас па сега предлагам друга една работа. Спасни нема и ден си вадиме очите меѓусебно, партиски гледано, сите македонски партии да се тргнат, да не се мешат појќе во политика, да ги оставиме албанските партии да ни ја водат државата и да видиме задоволни. Нас, како македонци, очигледно не бива. Некој вели, отива каде се случува. Затоа што доба седиме. Ако бараш некое право, се најкај треба да бараш. Мирни протести, за секоја работа, не само за ова, за секоја, со мирни протести се прави. И пат да влада. Совери се, како шарена револуција, па... Благодарам и вам за учеството и за одговорите. Време веќе во црвена линија и да ви ги презентираме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ако не следите на Инстаграм, сторете го тоа, значи профилите и на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. На денешното прашање, што мислите за назначувањето на новиот директор на Филхармонија? Дали е законски исправно и оправдано, одговорија 17%, а само политички договор, ваков одговор дадоа 83%. Продолжуваме со рекламите, потоа повторно се враќаме во студио. Почитувани, уште еднаш големо благодарам за сите вас кои што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Пред нас е еден продолжен викенд, но пред продолжниот викенд пред нас е и Ненад и Кате, а пред Ненад и Кате секако и гости кои што ќе го задржат вашето внимание. Добри ли сте, соседи мои? Прекрасни. Одлични. Вие сте ми мене, не сте ми јужен сосед. Каков сосед сте? Најблизок сосед. Најблизок сосед. Најдобар сосед. Најдобар сосед. Добро, најдобри мои соседи ќе ве гледам и јас. А вие направете чуда да ве гледаме сите и да уживаме. Бога ми ќе биде интересно. Бога ми ќе биде интересно. Ако не гледате вчера, знаете кој ќе ни биде? Ќе кажеме сега или не? Имаме астролог.